Ништо се треба да помине човекот за да достигне душевен мир по завршување на војна. Колку и дали може да се прости? Ова на филмско платно совршено го доловува најновото дело на Теона Стругар-Митевска, насловено Најсреќниот човек на светот. Филмот разви високи очекувања во јавноста уште во самата фаза на подготовка. Во септември имаше светска премиера на фестивалот во Венеција, а можам да кажам дека врвот го достигна со добивање на титулата македонски кандидат за Оскар во категорија најдобар меѓународен филм. Јас по тој повод денеска разговарам со Теона Стругар-Митевска. Добро дојдовте во МИА. Добро ве најдов, благодарам. Еве за почеток, може ли да ме кажете, бидејќи знаеме дека филмот се базира на вистинска приказна, од каде дојде идејата оваа приказна да ја прикажете на филмско платно? Од каде црпевте инспирација? Значи, приказната е вистинска и приказната е на Елма Тартарагич, која е моја косценаристка. Ова е веќе наш 4-5 филм кој го имаме напишано заедно. Тоа што го гледате на платното е она што си има случено на Елма. Таа приказка Елма ми ја раскажа пред некои 7-8 години. Ни требаше долго време да ја најдеме вистинската форма. Сакавме не да зборуваме за војна, да го рекреираме она што не е се случило, туку да збориме за што се случува откако војната завршува и сакавме да направиме едно дело кое е современо, да го покажеме Сараево денеска, современо Сараево и како луѓето продолжуваат да живеат или пак не живеат со сето она што им се има случено. Лично, јас имав 17-18 години кога беше војната во Босна и таа војна и мене, не директно, али индиректно, имаше влијание врз тоа што сум и како се развивав. Пораснав во Југославија, мајка ми е црногорка, татко ми е македонец, пораснав во Скопје и престанокот на таа земја, на Југославија, е за мене голем губиток. Јас сум тотално носталгична кон она што беше и она што го живеевме. И ден денеска верувам дека како народи, како екс-југословенски народи, имаме многу повеќе работи кои не спојуваат, отколку што не разделуваат. Така да чекам да повторно се споиме. Да зборуваме за војна и за поствојни емотивни состојби кај човекот воопшто не е лесно. Еве, може ли да ми кажете која според вас е крајната цел која што треба да ја восприемат гледачите по овој филм? Значи, која е крајната поука што треба да извлечеме од филмот? Филмот зборува за помирување. Помирување после реализација. Значи, откако ќе ја земеш, ќе ја погледнеш вистината директно во очи, ќе ја земеш одговорноста на себе, тек тогаш може да ти биде простено. Од прилика, тоа е главната порака на филмот и тоа е главната идеја на филмот и она што Елма сакаше да го каже преку тоа сценарио. Долго време дискутиравме за крајот на филмот, затоа што јас, како аутсайдер, сепак сум аутсайдер, велев, постојано и велев, Елма, она не може нему да му прости. Ја не би можела да простам кога некој на тој начин би ме повредил, нели. Елма ми кажа, Теона, јас веќе му имам простено. Затоа што ја не можам да продолжам да живеам и да создавам било каква иднина ако не простам. Интересна приказна, нешто многу лично и приватно во однос на Елма. Значи, Елма е моје годиште, со години се обидуваше да затрудни да роди дете. Еден месец откако го заврши сценариото, остана трудна и денеска има дете кој има 3 години. Така да, на некој начин, овој филм имаше, влијаеше врз неа како некакво ослободување, некаква катарза, која и даде можност да, створи некаква иднина и го роди тоа прекрасно дете, Исак. Филмот, како што веќе напоменав, имаше светска премиера на фестивалот во Венеција, имаше проекција во Торонто, месецот се прикажуваше нели на 5 фестивали низ светот. Еве, може ли да споделите барем дел од импресиите од тие проекции и
Дали очекувавте воопшто ваков позитивен исход од филмот? Па очекував, секогаш очекуваш, кога градиш едно дело, даваш се од себе и очекуваш дека публиката, критиката ќе го прифати или ќе ја добие пораката која ти се обидуваш да ја пренесеш. Венеција беше фантастична, значи имавме некоја овација од 8 минути, мислам тоа беше супер фантастично доживување, посебно што публиката во Венеција е поделена, значи ти имаш професионалци, филмски професионалци и имаш обична публика. Значи тој меланж е многу убав и во тој момент гледаш како луѓето, како идната публика на светот може да го прифати филмот или пак не го прифати. Филмот го исто така го прикажував пред 2 недели во Киев, во Украина. Тоа беше многу емотивно доживување. Али мислам дека е важно. Филмската уметност ни дава можност да разменуваме искуства, а преку разменување искуства да учиме едни од други. Не знам дали го одговорив прашањето. Автор сте на многу други успешни филмски остварувања. Морам да го напоменам филмот Господ пости името е Петрунија, кога денот немаше име. Еве според вас лично, може ли да ми кажете што е она што го издвојува најсреќниот човек на светот од вашите останати филмски остварувања? Па најсреќниот човек на светот е мој најдобар филм. Толку. Добро. Па не, видете, окей, ќе додадам. Во најсреќниот човек на светот работев со ансамбл. Многу е тешко кога работиш не со 1-2 глумци, него кога, значи целата приказна се случува во еден простор. Во еден простор каде што имаш 40 особи, 40 актери, кои ја ги нарекувам free radicals, слободни радикали, атоми кои се движат низ просторот. Така да целиот филм за мене е као некаква игра, како некаков денс, кој мора да биде добро искореографиран, за да не биде тотален хаос. Така да многу работевме на мизансенот, на поставување, на актерската игра, актерското движење и како камерата реагира во однос на тоа. Така да во однос на тоа беше голем, огромен предизвик за мене и мислам дека го постигнав тоа што сакав да го постигнам и лично неам забелешки. Може би следната година, кога повторно ќе гледам, ќе речам ова сум можела вака да го направам, како и да е многу научив од овој филм, многу научив. Едно лично прашање ќе ве поставам, колкав е предизвикот да се биде жена режисер во светот на филмската уметност, каде мислам дека се уште доминантни се мажите? Голем, огромен. Мислам, сега е полесно од пред 20 години кога почнав да правам филмови, но се уште е. Например, пред некој ден читам и искочила книга на еден наш критичар, мастер класови на македонски режисери, нема ни една жена. Мислам, човече, не можеш, не смееш, значи, јас сепак сум прва жена режисер во Македонија. Па добро, не мораш ни мене да ме ставиш. Имаме други режисерки кои си можел да ги ставиш. Мислам, тотално не ми е јасно како можеме, како се осудуваме да не им даваме простор на сега. Работите се менуваат, се повеќе и повеќе жените имаат можност да се изразат, да ги кажат своите приказни, онака како што сакаат, но се уште има работа, се уште има препреки, се уште е оној глас силен кој требаме да го пробиеме. Али е многу поинаку од она што беше пред 20 години, каде што малте не требаше човече да се тепаш да докажеш дека ти припаѓаш како режисер, како продуцент на таа функција каде што си ставен. И за крај уште едно прашање, може ли да ми откриете барем дел од вашите планови за воиднина?
На што работите? Работам на неколку проекти, секогаш работам на повеќе од еден. Сега се случува да работам на 5, а може би и 6. Значи, што ќе испадне, никогаш не се знае. Значи, многу е важно да некои од овие проекти кои ги развивам се на почеток, некои се на крај. Имаме филм кој го спремаме за следната година, се вика Мајка. Спремаме неколку серии, друг филм. Остануваме активни, мислам, ќе видиме каде ќе не однесе патот, не? Ви благодарам за интервјуто. Благодарам и вам. Јас уште една кратка информација за крајот. Филмот имаше своја премиера во држава во четврток на 27 октомври во кино Милениум. За сите заинтересирани, истите може да го прогледат следниве 2 недели.